Вторник, 30 декември 2025 година, предпоследниот ден за оваа година. Почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев на последната седница на Советот упати апел до граѓаните за навремено подмирување на данокот на имот, нагласувајќи дека тоа се средства на самите граѓани, кои директно се враќаат во општината преку реализација на инфраструктурни проекти. Овие пари не се трошат, туку се инвестиција, се користат за изградба и реконструкција на улици, водоводна и канализациона мрежа, јавни површини и подобрување на квалитетот на животот во општината, истакна градоначалникот. Законска регулатива е службите, дали би бил ти тука јас или било кој, да прават репроценки и проценка на зоните и да прават зонирање врз основа на развој, раст на градот или стагнација на градот. И не може да бидат неми и слепи кога секој префрлање купопродажба доаѓа во општина за пресметка на данок на промет. И сега не му правиме данок на промет пресметка на 1000 евра, а данок на имот на 500 евра. И утре па ќе ги земеме за ЗАП, зашто не биле ажурни, па по 353 тона губаво законче, не совесно работење, така? Како не? Како не? Абе сега јас ти кажувам што би било кад би било. Ова треба да го правиме годишно. Ние го правиме 4 години еднаш, се со цел за тоа што бегаме од реалност. И пак не ја постигнуваме целта да стигнеме до реална пазарна вредност. До реална пазарна вредност. Данокот на имот од целокупниот приватен сектор е 27 милиона денара годишен. 27 милиона. Треба да правиме ова за тоа. Од целокупното резонирање и согласување со цените продажни, што пак не сме постигнале крајната цел, општината ќе има меѓу 4,5-5,5 милиона денара плюс. И за тоа ли треба да правим моја? Ми поднесуваше ман тука 20 милиона денара за пат за тампонирање Возарци Дрено, условно зборувам. И сега правим моја за данокот на имот. Советниче, у Европа 62% у ЕУ живеат под кирија. Данокот на имот е меѓу 3 и 6%. Ми сакаме да живееме како што треба, да имаме стандарди како што треба, а не чеме еднаш еднократно да си платиме нешто што значи данок на имот. Ако некој осиромаши од данокот на имот, со 1000 денара годишно или со 2000 дарки годишно, не знам што да кажам. Значи не еме сешто годишно, еднаш давачка, еднаш годишно. Второ, ако некој имал храброст 90 година, 91 да ставе самопридонес и да направи болница општа, а сега регионална, да направи спортска сала, милиони евра коштале тогаш тие. На платата му се приле самопридонес. Сега избориме за данок на имот за не да претераме, него стан 2012 година беше меѓу 550 и 650 евра. Сега станот е меѓу 950 и 1300 евра. Точно е? Точно е. Јавна тајна е. Тоа е. Ни треба да се радуваме или да плачеме. Сега знаеш како е? Вамо ни расте цената на вредноста на имотот, ако продаваме двојно кошта, а кога треба да го одржуваме имотот или основните обврски да ги платиме, се не е скапо, се нешто, значи мора се научиме на ред. Овие пари се пари на граѓаните. Колку и да се. Нешто што постоело од турско и пред тоа е данок. Некои предци пред нас си ги откажувале имотите во интерес на држава да не плаќа данок. А тоа не е пред 2000 години, пред 50 години, пред 100 години, пред 18 години. Собствениот имот го откажувал во интерес на државата за да не плаќа данок. Да зима детски додаток. Или па не, едноставно па и не може да го плати, може, така? И на крајот од денот. Овој данок да имате миниатурен во однос на сегашната вредност.
Со почет кон историјата и грижата за сегашноста, завршено е асфалтирањето на улицата што води кон споменикот на 12 ваташки младинци од главниот пат во местноста Моклиште. На површина од 1000 метри квадратни, овој зафат овозможува побезбеден и подостапен пристап до местото што за секогаш подсетува на жртвата и храброста, велат од општина Кавадарци. Доживотен затвор за убиство на сопствениот брат. Пресуда на Основниот суд Кавадарци. Основниот суд во Кавадарци донесе пресуда врз основа на целосно признание на вина, со која 43-годишниот С.И. е огласен за виновен за кривично дело убиство од член 123 став 2.4 од Кривичниот законник, убиство од користолюбие, и му изрече казна доживотен затвор. Судот одлучуваше по обвинение поднесено од Основното јавно обвинителство Кавадарци, кое произлезе од настанот што се случил на 27 јули годинава. Според обвинението, на денот на роденденот на жртвата, помеѓу обвинетиот и неговиот помлад брат Илија Иванов, дошло до расправија, поттикната од сомнежот на обвинетиот дека братот има намера да го преземе целиот семеен имот. Под влијание на силен гнев и омраза, обвинетиот го нападнал братот со тесла, удирајќи го по главата со тапиот метален дел од алатот. Откако жртвата паднала на подот, обвинетиот му задал уште 2 удари, при што му нанел моментални смртоносни повреди. По извршувањето на делото, обвинетиот го напуштил местото, а наредниот ден се вратил и телото го префрлил во бањата. Во деновите што следеле, обвинетиот во повеќе наврати се враќал во домот на жртвата со цел да ги прикрие трагите од кривичното дело, ја бришел крвта од подот и предметите, а телото го пренел во шупа, каде го затрупал во ров и го покрил со шперплоча и други предмети. Дополнително, според обвинението, во периодот од 30 јули до 5 август, кога телото било пронајдено, обвинетиот повеќе пати подигнувал пари, користејќи ја банкарската картичка на жртвата. Обвинението беше поднесено на 28 октомври, пошто обвинетиот во целост го признал извршувањето на делото согласно наводите во обвинителниот акт. При изрекувањето на пресудата, судот донесе и решение со кое на осудениот му беше продолжена мерката притвор до започнување на издржувањето на казната доживотен затвор. Синоќа во 18 часот и 30 минути полициски службеници од ОВР Неготино го лишиле од слобода МВ 50 години од село Војшанци Неготинско. При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, пронајдени се и одземени 537 парчиња пиротехнички средства, тутун и цигари без бандероли. За настанот е известен јавен обвинител и по целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од МВР. Од Фондот за пензиско инвалидско осигурување информираат дека декемвриската пензија ќе се исплати навремено. Поради тоа што 1 јануари е неработен ден, државен празник, средствата ќе бидат префрлени до деловните банки на 2 јануари 2026 година. Во владата денеска е подпишан договор за заем со Европска банка за обнова и развој за обнова на возен парк за потребата на железничкиот транспорт. Со овој проект директно инвестираме во зголемување на капацитетите и ефикасноста на железници на Република Македонија Транспорт АД Скопје, преку набавка на нови локомотиви кои ќе овозможат поголем обем и по сигурност на товарниот железнички превоз. Тоа значи подобра поврзаност, поголема конкурентност на домашната економија и нови можности за генерирање на приходи. Особено значајно е што проектот вклучува и воведување на современ ERP систем, со што се создава основа за подобро управување со ресурсите, зголемена оперативна ефикасност и повисоко ниво на корпоративно управување во железничкиот сектор. Ова е пример за интегриран пристап, не само инфраструктурна инвестиција, туку институционално и управувачко заекнување. Договорот за заем што денес го подпишуваме со
со Европската банка за обнова и развој во износ од 20,9 милиони евра е резултат на интензивни конструктивни преговори и представува потврда за довербата што меѓународните финансиски институции ја имат во нашите политики и во насоката во која се движи државата. Условите под кои се обезбедени средствата, долгорочен рок на отплата, поволен грейс период и конкурентна каматна стапка се во целосна согласност со нашата стратегија за одговорно управување со јавниот долг и обезбедување одржливи јавни финансии. Со особено задоволство објавуваме инвестиции во железничкиот транспорт во износ од 21 милион евра, наменети за набавка на до 5 нови електрични локомотиви, заедно со неопходни резервни делови. Оваа инвестиција ќе се реализира преку договор за заем помеѓу МЖ Транспорт и ЕБРД, а и претходеше темелна анализа за реалните потреби, функционалноста и оперативноста на МЖ Транспорт. Анализа која јасно покажа дека без модерни и функционални локомотиви железницата не може да ја исполни својата економска улога. И мораме искрено да кажеме дека состојбата која што наследивме беше катастрофална. До неодамна МЖ Транспорт немаше ниту една целосно функционална локомотива. Повеќе од 20 меѓународни товарни композиции беа стопирани во Гевгелија без можност товарот да се транспортира кон европските пазари. Тоа значеше изгубени договори, изгубени приходи и изгубена доверба. Но работите почнаа да се менуваат со напорна, посветена и одговорна работа. Од јули до септември 2024 година беа ставени во функција 5 локомотиви, а до февруари 2025 година вкупно 10 од 46 постојни локомотиви. Тоа беше првиот чекор кон стабилизација, но и јасен сигнал дека проблемите не се решаваат со декларации, туку со работа. Сепак мора да сме свесни за реалноста. Просечната старост на дизел локомотивите е над 60 години, а на електричните над 40 години. Тоа не е одржливо ниту економски, ниту безбедносно, ниту еколошки. Затоа целта на оваа набавка е јасна и недвосмислена. Да се зголеми бројот на расположиви локомотиви, да се зголеми капацитетот за транспорт на стоки и со тоа да се зголемат приходите и финансиската стабилност на МЖ Транспорт. Железницата мора повторно да стане двигател на извозот и логистиката, а не тесно грло на економијата. Посебно важен е еколошкиот аспект. Со фокусот на електрични локомотиви се движиме кон нула емисија на загадувачки материи. Ова е директен придонес во борбата против аерозагадувањето, во заштитата на животната средина и во развојот на чист, модерен и одржлив транспорт. Во услови на енергетска транзиција, железничкиот транспорт станува клучен фактор за ефикасен, конкурентен и еколошки одржлив систем. Инвестициите во електрични локомотиви и модерни коридори се целосно согласени со владините политики за интеграција во европските транспортни мрежи. Паралелно со ова сакам да информирам дека се започнати градежни работи за линија 1 со вредност на договорот од 360 милиони денари. Ова е оној така наречен градски воз. Проектот предвидува целосна реконструкција и надградба на постоечката траса, што ќе значи побезбеден, побрз и поефикасен железнички сообраќај. Дополнително, изградбата на брза пруга на коридор 10 е еден од нашите стратешки приоритети. Преку договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство се обезбедени средства за капитални проекти со кои ја поставуваме железницата таму каде што е местото, како клучна врска помеѓу Балканот и Европа. Почитувани, ова не се изолирани проекти, ова е системска обнова на железничкиот сектор, инвестиција во економијата, во екологијата и во европската иднина на државата. Железницата повторно ја враќаме на шините на развојот со план, со одговорност и со јасна визија за модерна, поврзана и силна Македонија.
СДСМ поднесе пријава до полицијата за заканите од новинарот Бранко Геровски. Јавните закани со оружје не се став, не се критика и не се новинарство. Тие се кривично дело, стои во соопштенијето од опозиционата партија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесе официјална пријава до Министерството за внатрешни работи, полициска станица од општа надлежност Центар поради загрозување на сигурноста преку јавна закана. Пријавата, како што информираат во соопштението, се однесува на лицето Бранко Геровски, новинар и главен уредник на порталот Плюс.Инфо МК, кој во свој авторски текст на порталот, но и преку објави на социјалните мрежи, упатувал директна закана по животот и телесниот интегритет на членови на СДСМ, но и председателот на партијата. Ве чекам на нишан. Оваа закана, како што се наведува во пријавата, во ниеден момент не може да се свати пежоративно, ниту во било каков друг контекст, освен како директна закана од употреба на оружје, при што таа е упатена неодредено. Дополнително, пред објавувањето на заканувачкиот текст, во повеќе наврати Геровски објавувал креирани фотографии од себе со оружје на својот приватен Facebook профил, што во комбинација со јавно изречената закана "Ве чекам на нишан", сериозно ја зголемува загриженоста за можни последици. СДСМ оценува дека ваквото однесување представува класично загрозување на сигурноста, казниво согласно член 144 од Кривичниот законник, кој се однесува на закана по живот или тело, особено кога е упатена јавно, преку медиуми, информатички систем и кон повеќе лица поради нивната политичка припадност. СДСМ очекува МВР да постапи професионално, итно и ефикасно, со цел превенција од евентуална реализација на заканите, заштита на животот и безбедноста на граѓаните, спроведување службен разговор со наведеното лице и преземање соодветни законски дејствија. Јавните закани со оружје не се став, не се критика и не се новинарство. Тие се кривично дело. СДСМ нема да молчи пред говор на омраза, закани и обиди за заплашување. Институциите мора да постапат, одговорност мора да има. Стои на крајот во соопштението од СДСМ. Лицемерието на Филипче е огромно. Полетувањето со заев на милионската јахта во Грција, сега на зимување во Дубај, през конференција на ВМРО ДПМНЕ. Лицемерието на Филипче е огромно. Полетувањето со заев на милионската јахта во Грција, сега на зимување во Дубај. Додека тука во Македонија Филипче говори дека тешко се живеело, луѓето едвај сврзувале крај со крај, платите биле ниски и слични манипулации од негова страна, паралелно замина на одмор во Дубај, една од најскапите држави во светот. Филипче нема само едно лице, туку повеќе. Еднаш е загрижен за пензионерите, ама од друга страна сака да им ги укинат зголемувањата на пензиите. Друг пат е загрижен за младите. Меѓутоа, неговата партија ништо не направи додека беа на власт за младите, а толку многу ветуваа. Трет пат е загрижен за пациентите во здравството, како воопшто да не беше министер за здравство и како да не местеше тендери и анекси за 20% повеќе да заработи. Четврти пат е загрижен за земјоделците, но во негово владење и неговите партнери не им се исплаќаат субвенциите на земјоделците и производите завршуваа на будниште и пред влада. И така натаму, да не ги редиме, навистина многу се. Меѓутоа на СДС воопшто не им пречи тоа што Филипче со докторска и пратеничка плата има недвижност во Дубај според сведоштвата за кои што не слушнавме од него демант. Како стигнал до тие средства, треба антикорупцијскиот тим на СДС тоа да го истражи. Исто така, на СДС и Венко не им пречи тоа што Заев, земјоделец од Струмица, стана милионер и гради 42 катница во Дубај. Како Заев стигнал до милиони за бизнис и градење на висококатница во Дубај, антикорупцијскиот тим на СДС треба и тоа да го истражи. Почитувани граѓани, на СДС не име до реформа или освежување на кадарот. Тие си тераат под теркот на Заев, подпишан од Филипче. На СДС единствено што им пречи е тоа што не се на власт. А дека не име грижа за проблемите на граѓаните, видовме од нивното 7-годишно владење. Очекуваме во новата 2026 година
криминалците како Зоран Заев и Венко Филипче конечно да одговараат. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Сончево и студено со мала до умерена локална облачност, ќе дува засилен до силен северен ветер и наместа ќе има услови за провејување на снег. Температурата од -8 до 3 степени. Во четврток и петок ќе се задржи студено време со минимални температури кои насекаде ќе бидат негативни, а локално ќе се спуштат и под -10 степени. Од петок и во деновите потоа ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи, претежно од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец, а температурата ќе биде во пораст. Почитувани гледачи, ова беше се со кое го одбележавме денешниот предпоследен ден за оваа 2025 година. Веќе за утрешниот и последен ден за оваа година следите неповторно во 20 и 22 и 30 часот.